Пред да почнеме со ова издание на емисијата, сакам да ви кажам дека можете да купите слободен печат и да се информирате за актуелните настани од земјава и од светот. А кога станува збор за настаните во светот, во Слободна ТВ колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. Гледачите имаат предност што практично пред да го купат изданието ќе може да слушнат она што денеска ќе го коментираме, а ќе коментираме за ситуацијата во Соединените Американски држави, она што се нарекува председателска кампања на републиканците, односно на демократите и обвинението на поранешниот американски председател Доналд Трамп, а сега кандидат за листата од листата на Републиканската партија за нов мандат. Добро, ти го кажа дека тоа дел од председателска кампања. Јас мислам дека ова е последица од едно председателствување во случајот на Доналд Трамп, кој се соочува со неколку обвиненија. Денеска пристигна во Мајами, каде што треба да се соочи со 37 точки од обвинението. Едно од обвиненијата секако е неговото прикривање и задржување на доверливи документи и по завршувањето на неговиот мандат, кои беа пронајдени во на неговиот имот, каде што ми се чини 13.000 документи се тргнати на страна. Тој се бранеше дека тие документи не се од толку голема важност, но го прекршил законот и сега тој треба да се соочи со суд. Денеска треба да излезе пред суди да одговара на новите обвиненија кои ги добива, значи уште 5 точки од обвинението, али тоа се сита во смисол на загрозување на националната безбедност, одавање на тајни, прикривање на важни информации, прикривање на информации воопшто, нешто што председател на Соединетите Американски држави не сме да го прави. Влегува во историја по многу нешта, едно од историските се извинам точки е секако дека ова е прв американски председател кој се соочува со ваков тип на обвинение. Сега се подгреаат многу шпекулации, што ќе биде, како ќе биде. Она што е важно дека јас и прошлиот пат тоа го зборував, дека овие обвиненија нема да му влијаат врз евентуалната председателска кампања, официјално, но неофицијално секако дека ќе го успорат, ќе го попречат и наместо тој да се фокусира нели на своите амбиции да биде реизбран, прво во Републиканската партија како номиниран кандидат, а потоа и да трча во битка за освојување на Белата куќа со неговиот демократски опонент, тој се соочува со вакви обвиненија. Сега се соочува за овие обвиненија, во декември ќе биде судскиот процес против него по обвинението за соработка, прикривање на информации, потплаќање на порнозвездата Сторми Даниелс, сето тоа укорпорирано во периоди кога тој треба нели да ја добие таа номинација, но Трамп и покрај сите обвинувања се уште го има високиот рейтинг внатре меѓу републиканците и натаму има најдобар рейтинг во однос на своите тројца, ми се чини досега кандидати кои се против кандидати се разбира за номинација на Републиканската партија. Ќе потсетам актуелниот гувернер Де Сантис, кој има дупло помал рейтинг од Трамп, а требаше да биде еден од ударната игла на Републиканската партија на овие избори. Неговиот поранешен подпредседател Майк Пенс, кој некако чудно се вклучи у целава кампања како да проценија некои кругови таму дека Де Сантис нема да успее, па дека ќе мораат Майк Пенс да го ангажираат, но сега рейтингот покажува дека Трамп се уште има висок рейтинг. Колега Андоновиќ, сега ќе ви поставам едно прашање со намера да извршиме подсетување на нашите гледачи за нешто што беше карактеристично во американската политика и таа споредба би сакал да ја направите во контекст на веќе изнесените обвиненија против кандидатот Доналд Трамп. Тоа е првото од Сторми Даниелс, порностарлетата, и ова обвинение, овие 30 и повеќе обвиненија за задржување на документи сензитивна природа, би рекли, и слично. Прашањето гласи, како го толкуваат, како го гледа американската јавност однесувањето на Трамп во контекст, да речеме, на однесувањето на тогашниот американски председател Ричард Никсон со аферата Watergate, бидејќи врз основа на историјатот на американскиот избор за председатели, барем е запишано, дека оваа афера со Ричард Никсон, кој го бара вториот мандат, а да подсетиме, врши прислушување од позиција на
лидер на политичка партија, ги прислушува просториите на демократите. Дали може да дојде однесувањето на Трамп со прикривањето на документите или за последнувањето на документите на ниво на оваа афера? Па според мене не е исто, бидејќи овој пример и аферата Watergate, таму Никсон беше оној кој направи нешто и овие беа жртви, демократите во случајот, а во овој случај Трамп е жртва. Трамп е жртва на истрага. Затоа што ако Никсон ги прислушувал демократите беа жртви. А сега е Трамп жртва. А јавноста како се Па определува? јавноста, јас колку што можам да видам, не живеам таму, не знам и не можам да ги Така? да ги почувствувам тие, нели, на теренот што се вели, но јасно е дека оние кои се приврзаници на Трамп, значи средната бела Не им раса, значи ова однесување. само уште повеќе го гледаат во Трамп херој кој се бори против една олигархија, заробена држава и Да, како длабоката држава, длабоката држава, се извинам, како веќе не ја нарекуваат. Да. Од друга страна, оние кои не го сака, ние, јас ќе подсетам, уште кога Трамп се бореше за првиот мандат, за номинацијата во Републиканската партија, па потоа и во претседателската трка, тогаш се подели Америка. Зборуваа дека Америка е поделена држава, бидејќи Трамп има поддршка од белата средна класа, наспроти останатите заедници кои живеат таму и дури дојде до една поделба север-југ, ако можам да те подсетам каде што го рушеа она скулптура на генералот Ли од Конфедерацијата. Сето тоа доби некаков примат. Ми се чини дека ова е истиот стил со тоа што Трамп натаму ужива голема поддршка. Јас дури прашањето е колку ќе добие поддршка од Републиканската партија, бидејќи ќе подсетам Трамп, иако настапува во редовите на републиканците, нема некоја голема поддршка од тамошните членови кои него го гледаат како не автентичен републиканец и многумина се покајаа воопшто што тој е нивен представник во Белата куќа додека го имаше мандатот. И ќе подсетам дека многу видни сенатори од Републиканската партија, уште додека Трамп беше до Белата куќа, го критикуваа како се однесува. Но Трамп има една своја политика, тој е независен, бидејќи како независен не може да настапува на изборите, мора да е некаде и он тоа вешто го користи. Ја сега знае работата, може да ги издржи притисоците. Сега има интересна една работа што Трамп полни 77 години. Значи тој влегува во една, да кажеме, старосно доба, период на животот кој што треба да видиме колку он сето тоа може да го издржи. Јас го гледав овие 2 дена и ја нема она експлозивност, колеричност, сангвиничност у своите изјави, дали е тоа трик, дали е тоа случаен миг на камера, не знам. Но го гледам дека е прилично е одлучен да оди до крај, да се избори со судските процеси, да се избори со номинацијата на Републиканската партија и потоа да го порази спориот Џо, како што го нарекуваше, или актуелниот претседател Џозеф Бајден. Но сега ја морам да кажам нешто онака како размислување. Мене лично ми е чудно двајца, еве доколку Трамп влезе во таа трка, двајца релативно луѓе во години кои се какви што се еве вчера Џозеф Бајден ги откажа сите своји активности под образложение дека имал некакви стоматолошки проблеми или го болел заб и сега за еден заб кога ве боли да ги откажете сите председателски обврски, малку е, сега да не ги коментирам, али и да е така, тоа е доказ дека ако бил помлад човекот, тоа само ќе го средал, немало ни да го спомене во јавноста. Само ми укажува дека, знаеш, многу е важно светот кога го гледаме какви се лидерите. Кога ќе ги видиме лидерите, какви се, тоа сме го зборувале многу пати светски, нема веќе силни лидери како што некогаш имаше, и она малку што беше од првин представено како силен лидер, тоа беше, ќе подсетам, Ангела Меркел не е тука, Путин беше силниот лидер, но сега е сатанизиран, инкриминиран и веќе не е во игра. На листа не знам дали знаеш како се вика премиерот на Британија, многумина, не знаат. Така да сакам да пази, тоа се држави кои некогаш порано го имале, не знам, Маргарет
Тачер, Винстон Черчил и да не ги зборам луѓето кои испадна дека Макрон е најпознат политичар у свет, што само укажува дека светот има некоја лидерска криза. Таа лидерска криза е резултат практично показател во која насока оди светската политика. Со појавата на Доналд Трамп на политичка сцена, светот поинаку започна да ја гледа и американската политика, меѓутоа и американското општество на своевиден начин се промени. Оние што беа повеќе либерални со политички идеи од другите држави, свртувањето на Соединените американски држави премногу десно во мандатот на Трамп, мислам дека денес исто така се сериозно исплашени пред опасноста Трамп да добие и втор мандат. Не знам што е тоа премногу десно. Се извинувам ако не се согласим со тебе. Трамп ќе потсетам ако бил премногу десно, ќе направише војна. Тој не направи војна во својот мандат. Значи не зборувам од аспект така тие го третира добро, него. Знаеш, за да опонентот за да те главното прашање обвини ќе каже дека ти си екстремен десничар. Да, и го користеа оние забрани за 7 нации дека не сме да влезат во државата и така. така. Еве ќе го искористам овој ако не се планиравме. Вчера почина Силвио Берлускони, долгогодишен премиер на Италија и се друго што беше. И Силвио Берлускони, и Трамп, и неколку политичари, тоа е еден неконвенционален тип на однесување, особено што тие луѓе немаат име и презиме ако се у политика, а ако не се во политика. Еве Џозеф Бајден ќе земеме пример. Џозеф Бајден ако не е во политика, нема друго име. А Трамп е човек што го знаевме со децени, со се што од телевизиски серии до телевизиски шоуа, до бизниси, до градителски, нели Трамповата, нели она емисија Практикант. Па и кулата Трамп и сега да не зборуваме понатаму. Значи тоа се луѓе кои имаат име и презиме, па влегуваат у председателска трка. А овие други политичари, вклучувајќи го и актуелниот председател Џозеф Бајден, ако не е председател или ако не е подпредседател, тој нема идентитет. Затоа велам, тоа се еден друг тип на неконвенционални политичари кои привлекува внимание во денешниот би рекол досаден и опасен свет на политиката, кои еве само слушаме некакви вести, ако е лоша веста тогаш е веста, ако е нешто добро, тоа и нема да го споменаме. Останува Трамп да го следиме во однос на неговата борба. Па ќе видиме, тој ќе имаме секојдневно што ќе се случува. Допрва ќе се случуваат интересни. А ќе биде интересно и дали ќе успее да ја добие номинацијата. Тоа е најважно сега од аспект на оние што му се приврзаници, а секако светот гледа со одредено љубопитство кој ќе биде во Белата куќа во наредните 4 години. Кога станува збор сега за ситуацијата во Украина, конкретно ќе прашам дали војниот врв во Руската Федерација прави промени во однос на лидерството на војниот практично човек кој што ја вршеше до сега војната во Украина, Пригожин. Она што изминативе денови особено се тргна од јавноста, па се излегува онака во позадина, е секако Пригожин и Вагнер групата, ќе потсетам, битката за Бахмут, 8-9 месеци, Пригожин, Вагнер група, ваква, таква, онака, однешка исчезна изминатиот период. Последна, подолго време, лидерот, собственикот на компанијата Вагнер Пригожин имаше судир со рускиот воен врв, особено со актуелниот министер за одбрана Сергеј Шојгу, обвинувајќи го дека не ја водат војната како што треба, не и даваат доволно на приватната компанија Вагнер оружје, муниција и намирници за борбата, дека они се главните виновници зошто Вагнер така заглави во калта на Бахмут. Но еве тоа се заврши, тој се тргна, заврши војната, тој се повлече од Бахмут и сега се соочува, продолжува таа борба, се соочува со тоа дека според последните информации на медиумите, Вагнер групацијата ја изгуби работата од Руското министерство за одбрана, под образложение, едноставно не им ги потпишува новите договори, и Пригожин го обвини Шојгу дека тој стои за оваа работа и дека наводно, како што рече, руската армија не може да ја следи динамиката и воинственоста и
и професионализмот кој го користи Вагнер. Ова у меѓуредови јас го читам како да Вагнер веќе завршува со своето постоење и веќе почнува да незино место да доаѓаат чеченците, бидејќи последната информација е дека Кадиров, најголемиот сојузник на Путин, веќе неколку десетици илјади чеченски борци се на теренот, се борат и практично ги заземаат позициите на она што требаше Вагнер, што го држеше и што треба да го држи. Дали доаѓа до полека гаснење на компанијата Вагнер? Сега јас карикирам, бидејќи Вагнер е обвинет од меѓународната заедница како терористичка организација, ми се чини, и самиот Пригожин како терорист, така да дали може би руската држава се сака да се испере од нив и да стави некои други, а овие полека да ги тргне. Не знам дали може би Вагнер, зашто беше првенствено наменет, ќе биде префрлен и тие капацитети за интересите во Африка и во Сирија. Ке подсетам, во Сирија овие 2 дена има судири, повторно вчера загина еден руски војник од турската авиација која бомбардирала. Че имаме многу работи што се случуваат, а многу малку знаеме преку медиумите и во нашите медиуми тоа го нема. Имам едно прашање поврзано со позицијата на Пригожин во контекст на неговиот отпор, под наводници ќе речеме отпор, повеќе би било несогласување со војниот врв на Руската Федерација. Дали оцената на војниот врв во Руската Федерација однесувањето на Пригожин го протолкува и како политичко и затоа почна да се однесува така? Па има неколку размислувања, логично да размислиме. Една од причините ова со Пригожин, можеме да кажеме дека тој откако пројави политички амбиции, дека еве јас раководам со успешна формација која ќе ги направи сите оние работи кои не можеше руската армија и така ќе можам да влезам во Кремљ, можеби на некого тоа му засмета, па полека почна да го лизгаат. Втората опција секако е дека Вагнер групацијата, колку и да има обучени борци, морам да подсетам дека за битката на Бахмут, една од главните причини зошто Бахмут толку споро паѓаше, беше и составот на Вагнер. Имено ќе подсетам дека многу луѓе од руските затвори беа ослободени и облечени во униформата на Вагнер да се борат за Бахмут, па кој преживее, кој не преживее, тоа е тоа, но ќе подсетам, тоа се луѓе кои не беа обучени, тоа се луѓе кои не поминале и заради тоа имаше споро напредување и големи загуби. Трета од варијантите може во контекст на првата што ја рекова тоа, откако овој пројави амбиции, тој беше миниран од страна на војниот врв во Кремљ, со споро префрлање на муниција, оружје, намирници, сето она што и треба на една борбена формација да освои еден дел кој што има како задача, но може би беа минирани од страна, а може би и тој судир на тоа кој е помоќен, дали руските генерали има една тактика, Пригожин имаше друга, што исто така доведе во прашање кој е па Пригожин, поранешниот готвач на Путин, да им кажува на руските генерали како треба да се војува. И четвртата опција која ја не исклучувам е дека ова се можеби само една лага да се прикаже во јавноста за да исчезне Пригожин, бидејќи ќе подсетам, не еден ден тој ќе мора да се соочи со меѓународните закони, бидејќи е обвинет дека сторил воени злосторства како шеф на компанијата Вагнер. На наредно прашање всушност ми одговоривте или го почнавте одговорот со тоа се опции кои јас ги карикирам. Ја ќе се задржам токму на последната реченица. А дали па од друга страна Кремљ со промената на однесувањето, не би рекол политиката, туку промената на персоналниот состав на тие што ги водат воените операции во случајот на Пригожин, всушност купува под наводници време или купува политичка опција утре во евентуални некакви преговори, многу лесно да го обвинат и да се согласат дека тоа е... Па или да го обвинат или да кажат, еве ние распуштивме Вагнер, вие ја нарековте терористичка, они имаат направено прекршиле меѓународни договори, сега не постои. Но можеби Вагнер ќе биде префрлен на другиот дел од светот, каде што исто така има фронт. Тоа е Сирија, тоа е во Африка, Судан. Зашто го кажам ова? Бидејќи ќе подсетам, првенствената намена на Вагнер војниците и групацијата беше африканскиот и сирискиот дел. Тие беа обучени токму за таму да војуваат. Ова во Украина им дојде онака како плюс работа, колку можеле тие војници се обучат за тој стил на војна, од овој каде што се во Централна Африканска република, во Судан, во Сирија се подолго време,
каде што русите нели имаат своји бази таму и таму војуваат Вагнер, можеби се префрлени тие таму, а донесени се нови свежи сили во случајот чеченци, чеченските групи на Кадиров кои се сега пообучени за герилска, за урбана војна, ќе потсетам, чеченците се познати борци, особено се добри во војна во урбани средини, а на русите тоа токму сега им треба. Регуларната армија ќе ги пробива оние линии на фронт, но во урбаните средини им требаат луѓе како што се чеченците, кои направија голем отпор и направија буквално епопеја во нивната одбрана на Грозни пред 20 и кусур години кога се војуваат со русите. Во два наврати ја спомнавте Сирија, да видиме каква е ситуацијата таму. Па таму ситуацијата не знаеме каква е до вчерашната вест дека турски војни авиони гаѓале врз позициите на Курдската работничка партија во Сирија, каде што загинал еден руски војник, а други два биле повредени. Во исто време денеска се повредени припадна хеликоптер американски, 20 американски војници. Значи она во Сирија што е интересно според мене, тоа се згасна во јавноста, меѓутоа очигледно таму, а знаеме, има и руска војска, има и американска војска, има и турска војска, има курдски милици и сега мене многу ми е интересно кога турски авион ќе убие руски војник, како разговараат нивните генерали или председатели или ником ништа, одиме понатаму, тоа е тоа. Сирија е една интересна, ми се чини, се уште замрзнат конфликт кој не е решен, го држат под контрола тие што имаат некаков интерес, но премногу се тука блиску завојуваните страни, во случајот русите од една страна, американците од друга страна и турците кои се и вамо и тамо. Имаме уште сириски, имаме уште таму курдски милици, имаме председател Башар ал-Асад кој никој не го спомнува, но тој е од страната на русите. Така да Сирија ми се чини од даден момент може да биде активирана, па затоа реков пред малку можеби таа Вагнер групација што се повлекува од Украина, можеби па се чува за овие други делови на фронт. Сега јас размислувам само бидејќи Сирија очигледно не е затворена и у даден момент по потреба некој кој ќе процени може повторно да ја активира. Сакам за крај да искоментирате една моја обсервација во однос на овие воени жаришта. До пред неколку години имавме држави кои може да спориме во однос на нивниот напредок на патот кон демократијата и човековите права, меѓутоа луѓето живеева нормален живот, речеме во Украина, во Сирија и слично, а еве гледаме сега безмалку се раселени држави со 30 и повеќе проценти од населението. Тоа е војната која... Морам да подсетам дека ние изминативе 10-12 години живееме како последица на некакви војни. Ке кажам последица бидејќи имавме мигранти кои доаѓаат поради војни, бега од војни. Ние ко новинари бевме обседнати секојдневно со војни, да не подсетувам од бомбардирањето на НАТО врз тогашна СРЈ, ама тоа беше 99-та, веќе 2001 ние имавме 11 септември, каде што се смени, тогаш почна војната во Авганистан, па потоа Ирак, па потоа дојде, ако промашам нешто сега овие враќање у минатото, па потоа дојде Сирија, па добивме мигрантски бран, кој поминуваше низ Македонија, низ нашата држава, па имавме секојдневно, значи, такви информации, или имавме за војната, или имавме како последица на војната и некако ние не излеговме од тој светски вртлок. Кога дојде малку стишување, дојде пандемијата, која исто така може да ја претолкуваме како еден вид на некаква војна, и само што излеговме од пандемијата дојде оваа нова голема војна, која е поголема од овие претходните, бидејќи ни е поблиску конечно, и не знаеме што ќе се случи понатамо, пошто гледам евентуални нови жаришта има напретек, у даден момент како на кој ќе му текне. Јас ќе потсетам вчерашното наше разговарање за кинеската позиција. Па Кина, да, имаме Кина. Јас повторно ќе кажам, не е далеку Сирија и не е далеку Судан. Ако тоа така изгледа, Судан е Грција, Египет па Судан. Значи, две граници само не делат. Сакам да кажам, војната е, а од друга страна имаме украинската војна која е на 1000 километри воздушна линија од тука. Така да, знаеш, Кина и Тајван ќе влијаат некако поинаку на нас,
овдека во овој регион, но овие па можат многу блиску да реагираат, бидејќи бегалските бранови ќе бегаат повторно на кај Европа од тука. Пак имаме извештаи дека чамет со 30 суданци потонал и се удавиле и така тоа. Тоа е се еден стил на војна, специјална војна, ние сме 24 сата по тие информации, а мораш да признаеш има и други работи за кои треба да известуваме. Ви благодарам за разговорот и повеќе би кажал една констатација. Оној момент кога и Австралија и Канада ќе бидат вовлечени во воени действија, тогаш светот навистина ќе биде пресериозно. Австралија, немој да се чудиш дека при евентуална поголема војна со Кина, Австралија ќе биде многу вовлечено у војна од нас, например. Мислам, ми ја разбравте поентата, иако не би ни помислил на таква ситуација, меѓутоа го кажав тоа повеќе како еден индикатор дека светот, кога ќе ги вклучи неколку континенти, значи се додека се случува војниот конфликт во Блискиот Исток или во определени места на Африка, големите сили или големите држави знаат како да ја одиграат таа партија. Сега добро се држи Латинска Америка, која има која е мирна и се покажа онаа Монрова доктрина на САД добра Америка на американците, односно тие да имаат влијание на овој дел од светот и затоа е таму релативно мирно и покрај тоа што го имаме еден Бразил кој е во БРИКС, имаме една Куба која никогаш не се помери дека ќе се работува со САД, значи таму има исто некакво жариште, но за сега е мирно и при евентуална поголема војна таму веројатно не би се случило сега ништо, а за Австралија верувај ми дека доколку дојде до тајванскиот конфликт, Австралија и како ќе биде вклучена не како војска, не како држава, туку ќе мора и да се ги заштитува границите. Да води политика на бидејќи не знам колку знаеш, кинеската експанзија појас и пат која оди кон Европа, ја викаме појас и пат, но во Австралија тие сериозно се соочуваат со кинеската експанзија не само со производи, туку и со население. Благодарам, Антоновиќ, се слушаме и се гледаме во друг контекст со други настани. Почитувани гледачи, беше ова колегата Дејан Андоновиќ, со кого разговараме за настаните во светот.